На почетоков на емисијава, драги мои, ја ви го најавувам. Првиот лекар кој се јави во емисија, март месец почеток уште не знаевме што е со коронава. Уште ниеден лекар се јавува по лекари, никој ништо. И одеднаш во емисија ми се јавува еден авторитетен, еден смирен глас, кој почна да говори и да кажува работи кои светската медицинска наука ги верификуваше после неколку месеци. СЗО, 2 месеца после тоа, го верификуваше она што господинот Димитриос Коковијадис, така се вика, се јави во емисија, наш човек е, се јави во емисија и меѓу останатото што збореше, уште не беа познати сите варијанти. Режија можеш да го бараш на телефон и имам чест вечерва да го вклучиме во емисија, да ги каже своите сознанија, затоа што се работи за исклучителен авторитет, интелект, продуховен човек, кој прв, уште во март месец, вика, ги немам сите податоци, но по се што гледам емпириски доаѓам до заклучок дека и преку воздух се пренесува COVID-19, дека преку воздушни струјења. Што Светската здравствена организација во мај месец јавно го призна. До толку следам. Ја се чувствувам особено почестен и едва и чекам едно поучно јавување да ни даде малце памет, разум и сознание господинот Димитриос Коковијадис, кој сега ќе го вклучиме во програма. После тоа ќе одиме со гледачите. Господине Коковијадис, добро вечер. Добро вечер, Јанко. Фала за убавите зборови. Малце чудно на тоа. Ја ви благодарам, вие бевте првиот од лекарската фела што воопшто се јави во јавноста и кажавте многу работи во март месец во врска со COVID-19 корона. Кажете ми, еве, поминаа 6 месеци од тогаш. Кажете ми едно ваше согледување за целава работа. Очигледно имате добар аналитички пристап и ум да ги сублимирате сите работи. Очигледно е дека се уште има многу збунувачки факти. Да, тоа беше веќе измеѓу 10 или 15 март кога се јави и се уште беше така една непознаница овој вирус, меѓутоа јас вирусите посебен така слаба точка ми беа, па ги следев, особено посебно случај со кинескиот лекар, офталмолог. Во тоа време кога се јавив кај вас во емисија, случајно се јавив. И од она што следев во некои списања како со Lancet, British Medical Journal, Medscape и така радом и така натаму, сподели со вас некои спознанија за овој вирус, чуден вирус, како што јас го нареков смарт вирус, паметен вирус. Па ми годи кога во еден портал беше спомнат и именуван како смарт вирус. Но, прашањето се отвратиме ние на актуелната ситуација, на што сега се знае во светот. Јас сум малку разочаран затоа што од март до сега спознанијата за овој вирус не се повеќе од 10 до 12%. Тема студијата на Lancet во однос на тоа што се знае за овој вирус, што се знае во пред 6 месеци и што се знае сега. Како иде, многу е тешко да се зборува за вирус кој што направи права револуција во вирусологијата. Има многу поголеми авторитети од мене, кои што исто така на телевизија ги следам, внимателно ги следам, и они зборуваат. Всушност, ние се предодредени да ги следиме тие познати списанија и од таму да црпиме спознанија. Бидејќи немаме ние технологија, ниту пак пари да финансираме во испитувања. Се знае и нашата медицина ги користи сите извори како што ти вчера нагласи, јас читам и следам
CNN, Fox, Russia Today. Ние медицинарите што следиме? Следиме Lancet, следиме British Medical Journal, New England Journal of Medicine, Medscape и така натаму, така добиваме спознанија. Сега, што би сакал да споделам со вас? Прво, јас тогаш реков дека ете ми годи што реков дека вирусот се шири не само преку фиговите капки на метро, метро и пол, денеска ќе додадам пак. Таа дистанца, метро и пол, јас не знам која постава, веројатно од Светска здравствена организација, и тоа авторитетите знаат дека при зборување и кашлање фиговите капки достигнуваат до 4 метра. Што значи дека оваа дистанца е несигурна. Сосема друго е аеросолите, за кои што јас зборував, дека аеросолите се еден од можните начини на трансмисија на оваа болест на поголеми дистанции. Во тоа време јас бев инспириран од мој пријател од Канада, кој што ми јави дека во Нордвест во Канада се заразиле две фамилии кои што во округ од 20 километра нема никој жив, ниту биле они, ниту биле посетувани од некого, ниту пак они посетувале. Аеросолите се капки од трите состави кои што ги знаеме, со големина нека околу 5 микрона. Околу 5 микрона. Ако земете предвид за коронавирусот има големина од 0,1 микрон, можете да видите колку може да се сместат во една капка, т.е. аеросол. Опасноста кај аеросоли што може да се движат далеку повеќе од 5 метра. Во почетокот кога јас тоа го кажав и од мои колеги бев нападнат и така, меѓутоа последните испитувања, особено на Дюк универзитетот, покажаа дека навистина е можна инфекција преку аеросолите. Сега не во тој процент како со фиговите капки. Меѓутоа, сепак е можна таа инфекција. Јас тоа се прашав, исто така, ја не знам дали се сеќавате во тој интервју, реков дека кај овој вирус дури е можна и феко-орална инфекција. Значи со прљави раце, бидејќи во Шведска во тоа време, во март, швеѓарите направи една студија во нивната канализација и они најдоа парчиња од геномот на коронавирусот. Што значи тоа? Тоа значи дека овој вирус нормално е, тоа го има и во дигестивниот тракт, и кога се оди во тоалет, нормално да се најде. Прашањето што ми ги замараше е тоа дали тие парчиња од тој геном може да бидат инфективни. Денес се покажа дека меѓутоа внимавајте, не е со сигурност, се покажа дека тоа би било исклучително тешко, дури невозможно. Кога ќе кажат лекарите, авторитетите, тоа е еден вид политика. Исклучително тешко би било. Па исклучително тешко беше и преку аеросолите. Меѓутоа сега веќе се внимава. Сега веќе се внимава на аеросолите. Видите, јас, например, го оправдувам носењето на маски во затворени простори секако. Добро. Меѓутоа, почнав да го оправдувам и носењето на маски на отворено. Чекајте. Ме збунивте. Чекај, ова е нов момент. Имено, ја инсистирав на луѓето што помалце да ги носат надвор, затоа што се збираат бактерии, уште понездрава е самата маска, повторно да го враќаш тоа што здивот го изфрла надвор. Точно. Да. Добро? Зошто? Да, точно е дека собира бактерии, плюс тоа го исплаваме ние јаглеродиоксидот, кој што е разграден продукт од нашето плуќе, и треба да внесеме кислород. Меѓутоа,
подобро ние да собереме некои бактерии. Што се десува до кислородот. Многу експерименти покажаа дека не се намалува процентот на кислородот во кислородната сатурација во артериската крв не паѓа при носењето на маската. Ако се прашуваме за јаглеродниот диоксид, како он пак исчиствува, треба да се знае, мислам дека моите колеги знаат дека он е 300 пати порастворен од кислородот. Така да многу полесно го минува алвеокапиларната мембрана во плуќето, така да со него немаме ние некој проблем да биде исфрлен. Не, проблемот поголем проблем би бил кислородот. Бидејќи он па 300 пати е помалку растворен од јаглерод диоксидот. Па потешко би влегува во крвта. Значи, околу носењето на маската стои ова што го кажавте, дека се собираат бактерии. Околу кислород јаглерод диоксид не би се сложил, меѓутоа, внимавајте, вие кога помеѓу две лоши работи секој ќе го одберете помало. Проблемот е маската, што ние не може да се дозволи, маската треба да се носи во текот на 24, во текот на 12-14 сата. Сигурно дека препораката, јас верувам, сигурно е тоа, препораката е 3 до 4 пати да се менува една маска. Во текот на денот? Во текот на денот. Да, само да ви се извинам вас и на гледачите, не е напишано, значи, доктор Димитриос Коковијадис. Значи, се извинувам, мала техничка грешка пред ова, не ви го ставивме титуларот, важно е тоа... Добро, некои мои колеги ќе ме препознат. Добро, се извинувам поради тоа, ја преземам ја одговорноста, може би ќе коригираат горе во режијата. Ве молам, продолжете, интересно ова што го слушаме, што велите. Значи, до каде сме сега? Сакав ова да го напоменам. Во последно време го читав едно интервју на еден кинески жене, кинески експерт, кој што даде едно интервју за New York Times, кај што беше означена како жена што многу ретко дава интервјуа. Она 20 години ги испитува овие коронавируси. И она во тоа кратко интервју кажува дека првпат се сретнала со овој вирус 2012 година при чистење на едно рударско окно во Вухан, и дека при тоа починале тројца рудари. Сите симптоматологија која што скоро идентична на денешната симптоматологија. Од друга страна, извори некои покажуваат дека првите контакти, тоа веројатно ќе оди понатаму, со овој вирус биле невеќе измеѓу 40 и 70 години уназад. Значи, ова е, сега ние кога зборуваме нов вирус, колку е тој нов, меѓутоа, ја мислам дека не е нов, меѓутоа се здобил со способност да предизвикува и да се пренесува од човек на човек. Он веројатно во овие 40 години многу пати се обидува да ја стекне таа способност. Пример, вирусот на грипот H5N1. Добро. Подтипот H5N1. Он е 100% смртоносен за нас луѓето. Меѓутоа, он не може да се пренесе од човек на човек. А иначе се пренесува од птици на човек. Може да се пренесе. Меѓутоа, не може од човек на човек. На времето најпознатиот експерт за инфлуенца 2000 година во едно интервју рече за Каролинска институтот, кога овој вирус би успеал да се здобие со таа способност, кога би се здобил со таа способност, 200 милиони луѓе би биле жртви. Доека не се створи тој колективен имунитет. Околу овој колективен имунитет. Под прашање, ве молам, пред да идете, значи, колективен имунитет. Ова е една тема во која ќе многу би бил благодарен да ме убедите. Вака, она што ме збунува, како ги викате симптомите, симптоматски, значи, она што како последица се јавува кога некој ќе заболи од корона, се знае таа и таа слика. Ја напротив, како да добив печаток,
дека кај 1, 2, 3, веќе четвртиот има различна слика, петиот сосема спротив и така натаму и така натаму. Значи, ако знаеме дека грипот, обичната инфлуенца, ќе те заболи носот, ќе ти тече, грло ќе те боли, ќе качиш температура и 99,9% од луѓето тоа им се симптомите и така го препознаваме и без да идеме на лекар, што се вика од генерација на генерација, знаеме дека прележуваме грип. Но со COVID-19, такви некои, како ги велите вие, атипични, некој ќе го удри на бели дробови, некој не го удрил на бели дробови. Нели, беше дека исклучиво иде како белодробно заболување, сега испаѓа дека не е баш така, туку имало и други работи, болки во коските, како не знам ова или она, еве вие велите во дигестивниот тракт, и сега човек се збунува. Природните вируси некако знаеме како функционираат. Ова малце чудно, просто хаотично делува и им даде многу простор на теоретичарите на заговор, меѓу кои и ваши колеги излегува со сомнеш дека можеби не се работи за природен, туку за манипулиран вирус. Еве да не речам ја генетички или вештачки создаден, туку едноставно во некаков обид за манипулација на него и дека е добиена некоја верзија која ни прави голема белја во моментов. Ваше мислење, ве молам? Вие ова се што го кажате, веројатно сакате да се повикате на Монтањ, на Нобеловецот што прв пат го открие ХИВ вирусот. Добро, Кој така. излезе со една изјава дека во геномот на овој нов коронавирус се инсерција. Има инсерција на делови од геномот на ХИВ вирусот. Јас гледам чекав понатаму, овој вирус како се размножува на тој начин, мала дигресија, влегува во нашите клетки и ги користи тие клетки како фабрика за своја репродукција. Еден ќе влезе, 10.000 вируса ќе излезат. Што имам подпрашање тука, нема да завршиме 2 сати. Ама, добро, ќе ве подпрашам и за ова. Само ќе скратам. Ако. Одма ќе скратам. ХИВ вирусот ја користи, тоа е таа сличност, бидејќи ХИВ вирусот се реплицира на истиот начин. Базичниот принцип на производство на медицин, на вакцини, што денеска се користи, 90% од фабриките го користат истиот начин преку месенџер РНА. На тој начин да спречи репликацијата на вирусот. Добро. Руската вакцина е сосема друг принцип. Она е на така наречена ДНА вакцина. Од аденовирусите, кои се ДНА вируси. Не знам што значи тоа. Ајде значи ќе ве задржам и за руската вакцина тогаш да објасните подоцна. Ајде да објасните се за ова. Веќе кога навлеговме теми на пошироко. Сакам да го чујам вашето мислење, не дека сте вие повикан за тоа, но ако ми дозволите да ви ги поставам тие прашања, ви благодарен да слушнам вашето мислење. Да, постојат три типа на вакцини кои се производат во светот. Руската вакцина е базирана на така наречен ДНА принцип. Вториот тип кој се најзастапен, тоа е така наречен месенџер РНА. Јас не знам многујче јазик како тоа би го превел. Не, добро е, ве разбирам јас. Не е важно. Рибонуклеинска киселина и дезоксирибонуклеинската киселина, тоа го учевме уште во осно и во средно по биологија. Значи, тоа е тоа пораката. Ама, знаете како, бактеријата кога ќе најдеме, што не разбира народ? Бактерија, кога се вакцинираме, кога се лечиме со антибиотик, ние напаѓаме бактерија. Таа е жив организам. Ние овдека зборите за траги од геномот. Значи, што збориме? Кога кај нас не влегува жив вирус, влегува трага од делче, нога скршена крилцето од вирусот, карикирам, влегува, па кога ќе дојде кај нас во клетката, он почнува и се формира како севкупен вирус кој изгледа како корона. Бидејќи ја не најдов
уствари не сум информиран, дали короната може да е изолирана како коронавирус, како што го прикажуваат на топче со нели оние нели што му ја прави таа круната на изглед, затоа и го нарекуваат корона, да го најдат надвор од организам. Бактеријата можеш да ја најдеш, нели? Некои вируси ги имаат онака со геномот, со заштитната све. За овој не дојдов, освен вика дека наоѓаме траги. Знаете како дојдов по овој заклучок? По оние 3 различни теста. Еден тест кој ти покажува дали си стекнал имунитет, еден тест кој ти покажува дали имаш вирус во тебе и еден тест, не знам што беше, геномот и така натаму и така натаму. Што е тоа геномот? Тоа е парче од вирусот. Дали е тоа живо? Ја ме натеравте вие како стручњаци да се заинтересирам што е вирус. Па уште има расправа во светскиот меѓу научниците дали е тоа живо или не живо, дали е тоа хим? Да, повелете. Вирусот не е жив организам. Не е жив. Не е жив организам. Thank you very much. Намасте. Евхаристополи, Кирио. Не е жив. Сега зашто ќе требаше да ме прашате зошто не е жив? Бактеријата е жив организам. Зашто е она жив организам? Затоа што не и треба домакин за да се размножува. На вирусот му треба домакин за да се размножува. Ако не најде домакин, он не може да се размножува. Он не е жив организам. Со тоа еднаш треба да се прекине. Јас ги следам и тие дискусии дали е тоа жив организам, дали е тоа нешто живо, дали е нешто опипливо. Да, опипливо како не, со многу мали димензии и така натаму. Но еден микрон. Еден микрон е 10 на 6 од метарот, или милионите дел од метарот, или илјадите дел од милиметарот. Меѓутоа, тоа не е жив организам. Тој нема способност да се размножува надвор од домакин. Он сега прашање е колку може да издржи во надворешна средина. Така. Тоа е факт дека тој издржува малце повеќе од вирусот на грипот и од некои други вируси. Меѓутоа, тоа не е жив организам, он бара домакин. Така. И со тоа едно за секојаш треба да се прекине. Значи, кога дел од тој вирус ќе влезе во нас, он се развива во пол... Тачно. Значи, добро сум разбрал, фала ви многу. Тачно. Добро. Ова што сакав да го потенцирам особено во однос на тоа како ќе се движи епидемијата и така. Сакам да напоменам една работа која што ја читав баш денеска, ја читав, мислам дека во Lancet беше. Мислам дека беше во Lancet и во Nature. Во моментот во Вухан, кога изби епидемијата, R факторот, значи тоа е неговиот базичен репродуктивен индекс, значи колку една инфицирана особа, колку други би заразила. Во тој момент беше 3,54. Кога се стави карантин во Вухан, падна неговиот R фактор на 1,18. Видите што се случи? 2 месеца не паѓаше под 1,18. Кога кинезите во тоа полето Хонг, така се вика, недалеку од Вухан, изградија монтажни болници, кога ги одвоија инфицираните од нивните домови, R факторот падна на 0,51. Што значи тоа? Што значи тоа? Дека ова што сега кај нас, јас малце се љутам тука, зашто престанаа да се градат овие монтажни болници. Не е тоа нешто што, да речеме, ќе ги прима само болните. Да бидеме најасно, тие монтажни болници ќе бидат триежни центри кои што ќе ги примаат само лесно болните или средно тешко болните. Тешко болните ќе одат во болниците. Меѓутоа тие мора да се повлечат од останатите. Тоа го направија кинезите и тоа се покаже изворедно важно. Значи изолацијата. Да, изолацијата од било кој. Од било кој, значи значи во ниедна болница, туку посебно место изградија и ги тргнаа сите да немаат допир. Точно. Како може они да знаат сето тоа, уште пред сите ние да го знаеме, а уште не ние... Сега ние малте често пати зборуваме
Lancet, New England Journal of Medicine, British Medical Journal. Мито постои таа Chinese Medical Association, таму еден лекар кој што беше одговорен и кој што може ви изготви најмногу трудови и кој што, ако се ќавате на вашето интервју во март, кога вие рековте што значи излекуван, јас го реков што значи излекуван, вие рековте да нема вирус. Не е точно, ви реков, затоа што и излекуваните умираат. И излекуваните умираат, затоа што потполно излечени од оваа болест процентуално не надминува 15%. 82%, па дури 85% има некоја последица. Од лесни последици до многу тешки последици. Вие не можете да кажете дека некој излекува затоа што при 2 негативни теста се покажало дека нема коронавирус. Не е точно. Не е точно. Сега само накратко, се сеќавам ќе ви кажам, да речеме, кај еден болен, малаксеност е застапена не дека средно е застапена со 60, со 80%. Кај излекуван со 58%. Тешкоти во дишење, еден болен, акутно болен, застапеност е 70%. Кај овој што се излечил во наводници е 45%. И така натаму се различни тука. Сакам да кажам да овие болни, јас извинете, не болни излекувани, би рекол дека пата долги години. Фудбалерот Малдини, знам дека сте по спортот, он во март оболе, он и денески има проблеми. Во една негова интервју за еден италијански вестник рече не можам да ги качам 2 ката од зградата. Значи еден спортски тип. Ама тоа е, велиме, ама тоа се поединечни случаи. Не е ова чест. Јас само го напоменав Малдини, а иначе овие проценти можам да ви ги прочитам. Тие се проценти, пак ќе повторам. Не дека околу 15% се потполно излечени. 82% до 85% имаат последици. Еве сега поединечен случај ќе кажете и овој кошаркарот на Црвена звезда од Нигерија, еден снажен црномореста играч, кој што прележа ковид, меѓутоа после 10 дена почина од срцев удар. И сега траат тие дискусии дали бил третманот добар, дали требало да се дозволи што да прави, да тренира, да не тренира и така натаму. Ова болест допрва ние ќе ги спознаваме незините симптоми и незините последици. Видите, лекарите не го открија симптомот на пореметен мирис, така наречена аносмија, паросмија. Тоа го кажа кошаркарот Жобер. Првото вика што го осети, го изгуби фосетот за мирис. Обично тоа е обично луѓе кога добиваат мождан удар пред да добие мождан удар или пред да почине, едно од првите сетила што се губат е сетилото за мирис. Како некоја статистика која имам читана, ајде да речеме. Добро, да, меѓутоа, веќе, аносмија, така се вика тоа, или паросмија, пореметен осетен мирис, е карактеристично повеќе за некои други оболувања. Меѓутоа, овој симптом го кажа кошаркар, не го кажа лекар, не го кажа и тоа лекари со авторитети. Сам, ова што сакав исто така да го напоменам. Каде е иднината? Иднината е сигурно во вакцинацијата. Овие врвните медицински авторитети викаат дека тој колективен во наводници имунитет, тој ќе биде стваран 10 години. Јас немам причина да не им верувам, со оглед на тоа да антителата кај овој вирус по природни инфекции честуваат најдолго се најдени до 52 недели. 52 недели. Зборите кај излекуван човек
дека до 52 недели го има тој вирус во себе. Не, антителата. 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 Тоа е дека 52 недели е отпорен, што значи како грипот. Една сега, дали е он отпорен? Дали тие антитела се функционални? Дали се они отпорни? Се знаеш. Ова е нешто. Знаете, она лекарка што спомнав... Чекај, вратете се. Кажувате многу битна работа. Сакам да го акцентирам, бидејќи претпоставам дека ќе кажете многу значајна работа сега. Да, рековте дека се сомневате дека е ова природен вирус. Зошто? Не верувам дека е ова природен вирус. Јас секој што од она што следам, мислам дека овој вирус е вештачки створен. Ја не знам дали со намера, случајно, во лабораторија внесен, изнесен од човек. Меѓутоа, он не е природен вирус. Зашто? Природата сите вируси што ги створила, на некој начин успевала да се најде лек. Да се дознаат некои работи за некој вирус. Ние што направивме? Цел свет, врвни авторитети, една Америка, една Русија, они се уште нивниот капацитет на знаење во однос на 6 месеци се зголемил за 12%. Ништо повеќе. Што се дознало? Морфологијата, неговиот спајк протеин, дека со тој спајк протеин он се закачува за рецепторите, повлегува и така натаму. Тоа е. Секој тоа ќе го најде на електронска микроскопија. Меѓутоа, каде е тука лековите? Каде се лековите? Каде се вакцините? Зошто се касни? Мислам, споро оди, многу споро оди, за разлика од некои други вируси кои што во природата не се случувале. И јас верувам, преска, кога би рекол дека овој процес ќе оди 10 години минимум за светската популација да стекне, да се доведе во статус како што сега сме со вирусот на грипот. Да можеме да го преживуваме грипот? Сакате да ми кажете дека некогаш грипот бил многу обичниот грип бил многу посмртоносен? Па, видите, вака се, на преска, јас си спомнам, оној H5N1, тој е 100% смртоносен за нас. И обичниот грип е 100% смртоносен. А знаете ли зашто преживуваме? Зошто? Затоа што таткови, дедови, вашите предци доаѓале во контакт со тој вирус на грип. Доаѓале во контакт. Тие стварале антитела. Тие антитела се продукција на вашиот геном. Вашите гени се резултат на гените што сте ги добили од вашите предци. Кога вие ќе се сретнете наново со вирусот на грипот, они се веќе спремни. Они се веќе спремни да произведуваат антитела. И така и се браниме ни. Меѓутоа, ако се јави нов тип на вирус, на грип, с кој што вашите предци ниту вие не сте го имале, бидете сигурни дека ќе ве убие. И вас, и мене, и било кој друг. Сега ќе остане дел од популацијата, па она ќе створи некој антитела, па тоа ќе се преточи во ген, па ние ќе го предадеме или некој друг. Тие што ќе останат живи ќе дадат на своите наследници и така ќе преживуваме. Така ќе преживуваме и со овој вирус. Меѓутоа, сепак науката ги има овие сознанија и треба, зашто викам јас, срамота да излезете на улица да видите без маска, срамота да видите во кафич без маска, да не се држи хигиена, да не се држи дистанца. Тоа не е направено за да се излечиме ние. Тоа е направено да ни се даде време на науката да ја изготви таа вакцина. За да може да се вакцинираме, полека, на истекот на годините да дојдеме во таа ситуација како што додовме со грипот. Шпанскиот грип однесе 50 милиона луѓе. Но сега, добро, само во Америка умираат неколку 6 до 12 хиляди луѓе од грип. Само во Америка, тој податок денеска го видов исто така. Читајќи, но тоа е. Вака, ме интересира во врска со... Добро, не, господине, докторе, ја ова
сега ќе направам пауза. Вашево излагање, ја малце забрзано дишам, имам милион подпрашања, но не, вие сосема доволно и јас сум преблагодарен за ова ваше јавување и согледување. Сега ќе го спакувам, ќе го ставам на YouTube, ќе го изгледам уште неколку пати и ќе се обидам, базирајќи се врз вашиве искажувања, да ги поедноставувам колку можам повеќе, за да им објаснам на луѓето што не чека. Искрено, останува ли она дека додека 66% не се заразиме, ние не можеме да очекуваме одскок на подобро. И што мислите, дали овој процент на смртност, кој е, ајде да го видиме вака, дај ми го компјутерот, значи имаме 21 милион заразени и глобално 775.000 починати од коронавирус, што релативно е низок процент, да речеме. Што вие ќе кажете? Има ли надеж или да бидеме сериозно загрижени, бидејќи едноставно јас сваќам нема шанси да го утнеме. Ние само прашање, ја дури дома разговарав со децава и со фамилија. Викам, прашање, искрено би сакал сега да се заразам во август месец, знаеш, на оваа исхрана, на надвор и така натаму, одошто кога имунитетот ми паѓа со помалку светлина, таму негде ка ноември, декември, јануар, кога организмот и генерално самиот биоритам и имунитет знае да падне. Неколку совети од вас? Таа проека 66% или 2/3 од светската популација да се зарази, за да створи имунитет. Тоа стои, меѓутоа како ќе го створи? На природен начин тоа е многу тешко. Овој вирус внесе револуција во науката. Многу правила и познанија што ги имавме за вирусите, овој ги поремети. Имунитетот што он го ствара, тој е кратко траен. Еднаш инфициран, оздравен, под наводници, пак заболува. Лекот е, мислам, треба да бидеме оптимисти, лекот е во овие големи компании кои што работат на вакцината. Да вештачки се имунизираме, за да можеме да го стекнеме тој двотретински имунитет и кога пандемијата ќе биде ставена под контрола. Нели овие што се веќе заздравени, што стекнали имунитет, даруваат веќе и крвна плазма која им помага на заболените? Зашто таму не се излече, ја не ги знам баш сите медицински, и затоа поставувам прашање. Ако имаме веќе излечени луѓе кои развили имунитет, вие велите дека тој имунитет не е траен, не е, туку треба малце поинаку. Леле, која безнадежност ми внесовте малце. И кај нас јас не знам точната евиденција колку пациенти биле третирани со крвна плазма, тоа е со антитела од пациенти кои што прележале, па биле земени нивните антитела, инокулирани на други болници. Не знам точно евиденцијата колку били излекувани, колку не били излекувани. Меѓутоа факт е дека тие антитела со релативно краток полуживот. Добро, што да прави тогаш излекуваниот? Еве, тој што прележал, стекнал имунитет, тој што, да биде мирен само година дена? Имунитетот можеби, имунитетот има точно толку колку што траат тие антитела во него. Јанко, да напоменам, антителата што ќе бидат створени со вакцинација, еве руската вакцина, иако постојат сега големи... Да, зошто вакцината би ми направила подобар имунитет од што од овие што прележале природно? Затоа што се користат материјали, така ќе ги наречам сега материјали, или поточно антигени, кои што провоцираат многу посилен имун одговор него самиот вирус. Добро, сватено. Способноста на овој вирус е да многу слабо го стимулира имуниот одговор. Или пак ќе го престимулира, па ќе направи цитокинска бура и ќе го убие пациентот. И тоа го читав, го објавуваше единствено
Саша Мацановски трендо на Офнет за преголема имуна реакција која самата имуна реакција го уништува, го убива организма. Добро, докторе, само на кратко Да. би сакал, ако може, само Како на не, кратко, како ако не. ми може да докажам. Да, кога ја гледав таа емисија, и таму добро беше споделено на обичен јазик, да тие брамбени клетки, Т и Б лимфоцити. Те лимфоцитите се оние кои што може да се трансформираат во природни убици, кои што се борат и се мощно ефикасни. Ја мислам дека тие клетки се многу, веројатно тие се иднината во видната имунизација. те клетките. Те клетките. Б клетките се оние произведувачи на антитела. Се ова е малку Resident упростена Evil. подела. Да, те клетките, добро. Малце сега ова е упростена подела, меѓутоа видот на вашата емисија добро беше таму кажано дека постојат и некои клетки, така мемориски клетки кои што еднаш ако го запознат напаѓачот, интрудерот или овој вирус, они го памтат со години, па дури го пренесуваат и на геном. И така е тоа. Значи тие клетки, тоа е точно, им ги даваат информациите и на Т клетките и на Б клетките. Еве ви го напаѓачот, еве ви ја сликата, молам, бркајте го, најдете го, убите. Дали вие би се вакцинирале или би препорачале да се вакцинираат Да, јас би се вакцинирал. со руската Јас би се вакцина? вакцинирал. Добро. Докторе, ме оставивте без див. Вашево сите идни сега гости што ќе бидат и што ќе комуницирам, прво ќе им го испратам вашево излагање овде во емисија, па потоа ќе направим. Ви благодарам многу за вечерашното излагање. Фала ви на вас. Фала. Бидете поздравени. Бидете поздравени, секој е добро. Тоа беше доктор Димитриос Коковијадис.